Послание на апостол Јаков, 2 глава. Браќа мои, држете ја верата во Исус Христос, нашиот Господ на славата, и не гледајте кој е што. Ако во собрание ваше влезе човек со златен прстен, со светли алишта, влезе и сиромав со проста облека, па погледнете на облечениот во светли алишта и му речете: ти седни овде убаво, а на сиромашниот му речете: ти стој таму. Или: седни овде при подножјето мое. И не размисливте во себе, туку станавте суди на лоши помисли. Послушајте, возлюбени браќа мои, не ги избрали Бог сиромасите од овој свет да бидат богати во верата и наследници на царството, ветено од него на оние кои го сакаат. А вие го посрамивте сиромавиот. Не се ли тоа богатите што ве мачат и влечат по судови? Не го хулат ли тие вашето добро име со кое сте се нарекле? Ако пак го извршувате царскиот закон според писмото, возлюби го ближниот како самиот себе, добро правите. Но ако гледате на лице, грев правите и законот ве изобличува како престапници. Оти кој го пази целиот закон, а сгреши само во едно, виновен ќе биде за се. Зашто оној кој рекол: не прави прелюба, рекол и не убивај? Па затоа, ако не вршиш прелюба, а убиеш, ти ќе станеш престапник на законот. Зборувајте и постапувајте како оние што ќе бидат судени според законот на слободата. Оти судот ќе биде безмилосен спрема оној кој не покажал милост. Милоста во судот се пофалува. Каква е ползата, браќа мои, ако некој рече дека има вера, а дела нема? Може ли верата да го спаси? Ако некој брат или сестра се голи и немаат што да јадат, па некој од вас им рече: одете си со мир, грејте се и наситете се, а не им даде што им е потребно за телото, каква полза? И така, верата ако нема дела, сама по себе е мртва. Но може некој да рече: ти имаш вера, а јас имам дела. Покажи ми ја верата своја без дела, а јас ќе ти ја покажам верата своја од моите дела. Ти веруваш дека Бог е еден, добро правиш, но и бесовите веруваат, а треперат. Не сакаш ли да разбереш о суетни човеку дека верата без дела е мртва? Нели со дела се оправда Аврам, нашиот татко, откако врз жатвеникот го положи синот свој Исак? Гледаш ли дека верата им помогна на делата негови и дека преку делата верата стана совршена? И се изврши писмото кое вели: му поверува Аврам на Бога и тоа му се прими како оправдание, и тој се нарече пријател Божји. Гледате ли дека човекот се оправдува со дела, а не само со вера? А така не се оправдали со дела и блудницата Раав, откако ги прими изведувачите и ги изведе по друг пат. Оти како што е телото без дух мртво, така и верата без дела е мртва.